От госпожа Ана Павловска, Данева Повелец. Ви благодарам, председателя. Господине Груевски, вие веќе сте постапиле спротивно на законите. Вие велите никогаш нема постапиме. Вие веќе сте постапиле спротивно на член 77 став 5 од изборниот законник. Вашата финансиска дупка од преку 3 милиони на евра на вашата партија требаше да биде затворена до крајот на март, додека постоеше жиросметката на ВМРО-ДПМН за избори. Сега таа не постои, а долгот постои. Јас ви поставив прашање како ќе го вратите, а тоа да биде согласно со закон. Бидејќи не е вратен, тоа е факт. Се надевам дека нема да негирате дека е факт дека должите. Во извештајот на ДЗР стои дека должите 3, нешто милиони евра. И дека тоа сте требало да го сторите до крајот на мартот од конкретна жиросметка. Таа веќе не постои, затворена. Како сега ќе ги вратите парите, а при тоа да го испочитувате изборниот законник? И да не биде тоа вршење на кривично дело согласно КЗ и да биде во согласно со уставот. Инаку бидејќи повторно решивте да ми поставувате прашање и да ме упатите каде сум требала да се обраќам во мојата партија. Сакам да ве прашам, зборувате за Државна комисија за спречување на корупција, за онаа државна комисија која спротивно на истиот закон по кој што е избрана, со неа раководи менаџер по туризам, инаку во законските услови стои дека треба да биде специјалист, стручњак од областа на антикорупцијата. За таа државна комисија ми зборувате. Таа констатирала со својата стручност и одлични правнички кривичарски знаења дека СДСМ сгрешил бидејќи подигнал легално кредит. А ДЗР не го спомнувате, Државниот завод за ревизија, кој вели дека спротивно на закон, спротивно на член 77 став 5 во извештајот на ДЗР стои: не сте го подмириле долгот. Од тука, со ова ваше малициозно прашање или одговор, како сакате крстете го, само кажувате под чие раководство работела ДКСК, антикорупцијска, која за жал веќе служи за подсмев кај секој граѓанин во Република Македонија, а ги негирате извештаите на ДЗР. И не ми одговоривте, господине Груевски, како ќе го исплатите долгот, а да биде согласно со закон. Затоа не сум задоволна од вашиот одговор и немам дополнително прашање.